Добро утро и од мене во редовната рубрика посветена на женски теми. Овој пат разговараме со Ана Мартиновска, универзитетска професорка по културолошки студии. Доколку имаме да ја поздравиме, добро утро, како сте? Добро утро, Александра, и добро утро на вашите гледачи и на вашата екипа, се разбира. Со вас сакавме да поразговараме за сексуалното образование. Не толку за самиот процес, бидејќи веќе е познато во следната учебна година ќе се спроведе пилот програма во 4 училишта, во 8 и 9 оделение. Со вас повеќе сакав да поразговарам за тие културолошки и родови аспекти на сексуалното образование. Еве, например, за почеток, кај нас значителен беше отпорот на родителите да се воведе сеопфатно сексуално воспитание, образование, па на што се должи тоа? Проблемот е прилично комплексен, во смисла дека се должи во голема мера на патриархалната, се уште конзервативна култура во која што живееме. Сакале да признаеме или не, некои многумина сакаат се уште да се држат до традицијата, сваќајќи ја погрешно како нешто што е закоравено во времето, не обидувајќи се воопшто да ги следат промените кои што се случуваат во културата, во општеството воопшто. Меѓутоа истовремено мислам дека она што нам ни се случуваше е и една спрега на политиката и културата, која што секогаш била постоечка и актуелна. Меѓутоа овој пат мислам дека и прашањето за сексуалното образование беше манипулирано и ставено во функција на дневни препукувања на различни идеолошки опции. Да, бидејќи баш и во една ваша колумна зборувате за влијанието на популарната култура врз децата кога се работи за ова сексуално образование, па велите децата не живеат во розов балон, живеат во свет во кој што постои родово насилство и дискриминација и сексуално преносливи болести и ХИВ и СИДА и така натаму. Бидејќи тие ако не добијат соодветно образование ќе се свртат кон песните, телевизиските серии, филмовите и што уште не, видеоигрите дури. Така е, ние мораме да бидеме свесни дека нашите деца, оваа генерација, живее различно од времето на нивните родители. Како возрастни, како родители, како професори, ние мораме да бидеме во тек со промените кои што се случуваат. Влијанието на популарната култура, влијанието на медиумите и особено влијанието на интернетот е посилно од било кога досега и тоа во голема мера го оформува светогледот на младите луѓе. Сакале ние нели да признаеме или не, нашите деца ќе добијат некакви знаења за сексот, за сопствената сексуалност, за сексуалните односи, за родовите односи, за дискриминацијата и по мене, наместо да дозволиме единствен извор на информации да биде она што тие ќе го прочитаат онлайн, многу поздрава алтернатива е да им се понуди нешто што е осмислено од стручњаци, нешто што е прилагодено на возраста на младите, нешто што ќе им понуди на вистински, точни и навремени информации. Во колумната која што ја споменувате, јас споменувам еден пример од популарната култура, една серија која што во моментот на Netflix може да се погледне, која што го носи истиот наслов сексуално образование и која што им ја препорачувам на родителите да погледнат заедно со своите деца, од причина што ќе видат практично кои се проблеми кај децата се вртат во главите, нели што се тие размислуваат, колку имаат малку познавања од многу области врзани со родот и со сексуалноста, какви дезинформации слушаат и колку во потрагата по одговорите кои што им требаат се вртат кон погрешни извори на информации. Од тука нели треба да се има доверба во системот, треба да се водат разговори на овие теми во јавноста, во рамките на семејството. Меѓутоа, одлично е кога имаме и системски решенија, кога образованието ќе превземе на себе дел од таа улога да
нели компетентно да зборува за овие прашања на родот, на идентитетот, на телесноста, на сексуалното здравје, на нели добросостојбата и дигнитетот на младите. Да, бе, спомнувате ова серија на Netflix, таа беше доста популарна кога се појави. Дали мислите дека во нашата средина е созриано времето и надвор од училиштата да се проговори еве за овие прашања? Па не можеме да чекаме некакви идеални услови за да зборуваме за овие теми. Со секое зборување јасно и гласно, полека и помалку барем ја сензибилизираме јавноста по овие прашања. Го споменав примерот од популарната култура, бидејќи таа е еден од начините полесно да се стигне до светот на младите. Значи не се само сериите во прашање. Појдете од музиката која што младите ја слушаат, веќе се појавија, да речеме, цели движења на млади женски артисти кои што низ своите песни, низ своите текстови пласираат некакви тези кои што се во прилог на женската еманципација. Значи пораките до младите ќе стигнат на еден или друг начин. Ние треба да се погрижиме тоа да биде што побезболно, побезбедно за нив, односно нели да разбереме дека сето тоа е во прилог на младите, дека тоа ќе ги оснажува, ќе ги направи рамноправни, ќе ги направи посигурни во своите избори, ќе ги направи посреќни конечно. Бидејќи во овој термин говориме за женски теми, ќе ве замолам сега да кажете конкретно врз сексуалното образование се разбира и за мажите и за жените, но како тоа ќе влијае врз младите жени, односно девојки, девојчиња, дали може би, тоа е сега преоптимистично, може би да се размислува во таа насока, но дали може би со тоа ќе се намали бројот на еве овие бременности во тинеџерството, несакани последици од сексуално насилство, од сексуално вознемирување и така натаму? Па токму за да можеме да претпоставиме некаков ефект од сексуалното образование, важно е во него да учествуваат и девојчињата и момчињата. Сите заедно да учиме за тоа што е исправно и не, што е прифатливо и што не, да развиваме толеранцијата, да учиме што е дискриминација и како да се бориме против неа. И јас верувам дека нели, сега се разбира дека тоа не се промени кои можат да дојдат преку ноќ, меѓутоа верувам дека таа сензибилизација за родовите проблеми, почитувањето на правото на другиот, на правото на различноста може да влијае на формирање на една нова генерација која што ќе биде демократски многу поосвестена. Образованието во секој случај секогаш е мерка за еманципација и тука се крие нели можноста за промена на општеството на подобро и градење на некој нов вредностен систем во кој родово базирано насилство, родово вознемирување и нели сите негативни форми на дискриминација ќе бидат спречени во корен. Сега за на крај сакам да ве прашам исто така и дали ние имаме наставници кои што ова ќе можат да го предаваат на правилен начин? Не можам да ви дадам конкретен одговор, затоа што јас немам увид нели на терен помеѓу наставниците, меѓутоа знам дека проектот на Хера опфаќаше обука на наставниците кои што ќе ги изведуваат овие часови и кои што ќе започнат, нели, ќе влезат во овој процес на сексуално образование на младите. Јас можам да, верувајќи во компетенциите на Хера и нивното долгогодишно искуство во оваа област, бидејќи ова не е нели нешто што сега се измисли, туку е проект кој што долги години се осмислува и на кој се работи на вистина долго време, верувам дека и наставниците се веќе подготвени за овој предизвик, се разбира и тоа е процес, доколку не се, мислам дека има можност нели сите заедно да работиме на таа цел.
Добро, сега имав едно прашање во кое што е надвор од овој предмет што ќе биде нели сексуално Така. образование, а тоа е другите предмети. Повторно сега во учебниците се наоѓаат некои дискриминаторски содржини кон жените нели упатени. Кога ќе се заврши со тоа прочистување, да речам, на наставните програми од вакви дискриминаторски содржини? Во право сте што го потегнувате ова прашање, бидејќи примерите, искуството покажуваат дека навистина во сите нивоа на образование имаме учебници кои што не се прочистени, значи во кои што има бројни примери на родова нееднаквост, неравноправност, дискриминаторски и така натака. Тоа е процес на кој во моментот се работи. Знам дека има тимови кои што ги на експерти, на луѓе кои што се со образование од областа на родовите и кои што ги препрочитуваат учебниците со цел да се намалат ваквите погрешни и негативни примери. И се надевам дека наскоро ќе имаме ситуации во кои децата ќе учат од учебници во кои нема да се среќаваат со класичните родови стереотипи, во кои се знае која е улогата на жените и мажите, имаме некакви конзервативни зацементирани слики за женственоста и машкоста, кои се тие вистински мажи, некој ќе ни кажува каде е улогата на жената и така натака. Ви благодарам многу за овој кус разговор и се надевам дека повторно ќе се слушнеме за овие и слични теми. Во секое време тука сум. Благодарам уште еднаш.